Општина Куманово преку повеќе проекти интензивно работи на процесот на транспарентност и достапност на услугите за сите граѓани. Иако веб страницата е достапна за лицата со попреченост, општината веќе аплицирала на повикот од Министерството за информатичко општество за изработка на нова веб страница која би била уште подостапна за сите, информира секретарот на општина Куманово Емилија Сларидис Јаневска. Општина Куманово интензивно работи на процесот на транспарентност, која што е еден дел од самиот интегритет на општината, така да е вклучена во неколку проекти. Еден од проектите е финансиран од NDI, Националниот демократски институт, во соработка со швајцарската и шведската влада, каде што овој проект е долгогодишен, 10 години се работи со цел да се подобрат сите услуги на општината во делот на транспарентноста, отчетноста и пристапноста за пружањето на услугите кон своите граѓани. Самата веб страница на општина Куманово е достапна за лицата со попреченост, меѓутоа ние не се задржуваме само на тоа, така да веќе аплициравме и до повикот организиран од Министерството за информатичко општество и дигитална трансформација за изработка на нова веб страница, која што се надеваме дека ќе добиеме средства а доколку не добиеме, пак самите си предвидовме и во буџетот за 2026 година, значи имаме и бекап план со цел веб страницата да биде уште подостапна и побрзо граѓанинот кој што ќе дојде на нашата веб страница го најде податокот за кој што е потребен. Дополнително, општина Куманово пристапи и меморандум за соработка со рурална коалиција, каде што една година ќе сме под мониторинг и менторство со цел подобрување на транспарентноста на самата општина. Значи, некаде се наоѓаме во моментот според извештајот за 25-та година малку над средината, меѓутоа се стремиме да бидеме кон врвот, да не се задржиме во средината. Службите постојано одговараат, голем дел од она листа потребна од 150 документи што треба да биде објавена на страната, голем дел од тие документи се објавени, меѓутоа службите ревносно работат за слободен пристап на информација од јавен карактер. Секогаш се тука во служба на медиумите, на граѓаните, значи се трудиме секое прашање да добие одговор во најкраток можен рок. Ресурсниот центар е идеја на Министерството за локална самоуправа со цел сите општини да ги подобрат своите квалитети во работењето и во пружањето на услугите кон граѓаните, но и во самата своја работа. Беше испратен еден прашалник од самото министерство кој го пополнија општините, што е она што и треба на секоја општина во сите области, значи во пружање услуги кон граѓаните, во областа на урбанизмот, социјалната заштита, во делот на даноците и не само обуки кои што ќе се спроведуваат во овој ресурсен центар, кој што е под организација на Министерството за локална самоуправа, туку дури и било каква помош во дел на менторство, тимови, посебни обуки за спроведување на некој процес, ако сакаме нов да воспоставиме, да побараме услуги од нив и се надеваме дека ова не само ќе остане на хартија потпишано, туку во најблиска иднина и ќе почне да функционира. На 3 декември светот го одбележува меѓународниот ден на лицата со попреченост. Во Македонија правата на лицата со попреченост се заштитени преку Закон за социјална заштита кој обезбедува поддршка, рехабилитација и лична асистенција, Закон за вработување на лица со попреченост кој поттикнува инклузивен пазар на труд, Закон за образование кој гарантира пристап до инклузивно учење и преку Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост која е ратификувана и обврзува на недискриминација, пристапност и учество. По повод меѓународниот ден, градоначалникот Максим Димитриевски на Facebook напиша: "Денеска на меѓународниот ден на лицата со попреченост сакам уште еднаш да ја изразам мојата поддршка за лицата со попреченост кои се еднакви и имаат исти права со сите останати. Да продолжиме сите заедно да се залагаме за нивно вреднување, почит и интегрирање во секојдневниот живот, да им помогнеме да ги истакнат своите интелектуални и креативни способности во сите општествени сфери, од
отстранувајќи ги бариерите со кои се соочуваат, целосно инклузирани во демократското општество. Инаку во Куманово во чест на 3 декември викендов се одржа меѓународен турнир во пара пинг-понг во организација на Клубот за спорт и рекреација на инвалиди Куманово со учесници од Македонија, Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина и Црна Гора. Клубот за спорт и рекреација на инвалиди Куманово веќе трета година поред организира меѓународен турнир по повод одбележување на 3 декември, меѓународен ден на лицата со инвалидност. Благодарение на поддршката што имаме од Општинскиот спортски сојуз Куманово, од Федерацијата Спорт за сите и од Паралимпискиот комитет и Министерство за спорт на Македонија. Тргнавме срамежливо со 3 репрезентации, веќе додевме до надпреварувачи од 5 држави. Се надеваме дека во иднина овој турнир ќе стане традиционален и дека на него ќе учествуваат поголем број држави, барем овие што се овде од регионот. Со нас се присутни дел од многу квалитетни спортисти со инвалидност, учесници на европски, на светски првенства, на балкански, освојувачи медали од балкански првенства, што само кажува за квалитетот на турнирот. Секако дека ја користиме можноста да ги поканиме недобрите македонски пинг-понгари, лица со телесен инвалидитет, да ги одмерат силите со своите колеги кои се поуспешни и поквалитетни, за да може да напредуваат и тие во своите кариери и да еден ден очекуваме достојно да ја представуваат нашата држава на големи светски настани. Оваа традиција искрено се надевам дека ќе придонесе и за подигање на јавната свест на обичните граѓани, за потребите и за поддршката која треба да имаат лицата со инвалидност во нашата држава и едноставно агендата 2030 вели никого не остава зад себе, па ете да се надеваме дека и со исполнувањето таа агенда дека и лицата со инвалидност ќе бидат рамноправни граѓани на општество. Во пресред на овој меѓународен ден, првен сакам да им честитам на сите лица со инвалидитет во државата. Куманово е домаќин на овој пинг-понг турнир, кој што е од меѓународен карактер и овде го имаме буквално представено Балканот во мало. Општина Куманово ќе продолжи со своите активности на полето на инклузијата и секако на зголемување на можностите на оваа категорија на наши сограѓани. Знаеме каква е реалноста, без ништо да се шминка. Факт е треба да се посветиме уште многу. Потребни се и дополнителни средства, првенствено од локално, но пред се од централно ниво, бидејќи во Македонија мора да работи согласно стратегијата и да овозможи еднакви права и можности на сите своји граѓани. Општина Куманово е инклузивна општина која што активно работи на оваа тематика, но мора да признаам дека треба да работиме уште многу, почнувајќи од пристапноста, што значи изградба на нова инфраструктура која што ќе биде прилагодена на лицата со инвалидитет, пристапни рамки, дополнителна опрема, тргнувајќи од општината, стари објекти каде што треба да се обезбеди опрема која што е скапа, соодветни лифтови и така натаму, но не се откажуваме заедно во соработка со овој тип на здружение, продолжуваме активно да работиме на оваа проблематика. Ако свome животу želite dati malo više godina, a godinama nešto više lijepa od života, onda se trebate baviti sportom. Jedna od fenomenalnih sportskih disciplina u ukupnoj oblasti sporta je stolni tenis. Stolni tenis je regulisan u 100 pravila i propisa, ali mu još uvijek nije istraženo vrenje koje vrije ispod lakiranih površine stola, koja podiže puls i temperaturu igračima, koja je dovodi do killer instinkta. Jedno od tih 100 pravila jeste i druženje, stvaranje prijateljstva, uzajamno poštivanje i tako dalje, skrećujući pažnju vlastima na osobe sa invaliditetom kako bi one razmišljali senzibilitetom. Smatram da ovakve druženja na nivou Jugoslavije, stare države, nam zajedničke, a sada ovako u ovim našim državama treba da bude više ovakvih druženja i treba da se ljudi pozivaju na prijateljstvo, na saradnju, na altruizam.
Мене ovo nije prvi put da sam u Kumanovu, da ovo postaje jedan tradicionalan turnir koji okuplja parastone tenisere iz Bugarske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, domaćina Makedonije i jako mi je drago što ovaj turnir počinje polako da zauzima jedan od značajnijih mjesta parastonog tenisa kao turnir u regionu. Ovdje ne samo što imamo priliku da se takmičimo sa sportistima iz drugih država, imamo priliku da učvrstimo našu saradnju, da se dogovorimo za neke konkretne dalje aktivnosti, a ono što posebno moram da istaknem, da se zahvalim gospodinu Jovanovskom, predsjedniku, Branetu Jovanovskom, predsjedniku Paraolimpijskog komiteta Makedonije, kao svim sportistima, domaćinima iz Makedonije, gdje smo zaista dočekani na jedan lijep i ugodan način i da stvarno čekamo svake sljedeće godine kad ćemo ponovo da se vratimo da dođemo u Kumanovu na turniru. Ja lično gledajući iz perspektive pokreta lica sa invaliditetom u koji sam uključen već 20 godina kroz organizacije lica sa invaliditetom u Crnoj Gori, svjestan sam da državne institucije moraju da budu stub i moraju one te da budu koje će da pokrenu sve inicijative u odnosu na poboljšanje položaja lica sa invaliditetom iz svih razloga, zato što oni imaju potporu za razliku od nevladinih organizacija koje se projektno finansiraju i u većini slučajeva realizuju neke aktivnosti ad hoc, odnosno u onim situacijama dokad imaju određena finansijska sredstva. Naravno, država treba da je pokazatelj svim organizacijama lica sa invaliditetom, da je bude i u zapošljavanju i u otvaranju uslova za obrazovanje. Generalno, ako gledamo pristupačnost, jedna od najvećih problema što se tiče lica sa invaliditetom, nije to samo u Makedoniji, to je i kod nas u Crnoj Gori. Definitivno se rade pomaci da država se uključuje u sve veću tu priču, ali još uvijek smo, možda da kažem, možda je malo i grubo, ali još uvijek treba dosta da radimo da bi doveli i omogućili licima sa invaliditetom da imaju jednake uslove kao i ostali građani. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќе евидентирала 2 интервенции, соопшти регионалниот центар за управување со кризи. Според дневниот билтен на регионалниот центар, вчера во периодот од 9 до 13 часот, пожарникарите гаселе опожарена куќа во село Клечовце. Информациите говорат дека пожарот ја зафатил кровната конструкција на семејниот објект, при што настанала голема материјална штета. Причината за избунувањето на пожарот, како и вистината на настанатата штета, допрева ќе се утврдуваат. Во вториот случај, пожарникарите интервенирале на опожарен контейнер на булеварот Октомвриска револуција вчера попладне околу 17 часот. Директорот на јавното предпријатие Чистота и зеленило исто така вчера апелираше до граѓаните да бидат внимателни и да се воздржуваат од одлагање на пепел и жар во садовите за смет што ги поставуваат. Се одржа последната седница на Советот за социјална заштита на општина Куманово. Пред присутните членови, председателот Тања Стефановска даде отчет за сработеното. Општина Куманово, која до 2022 година имаше само една лиценцирана социјална услуга лична асистенција, во изминатите 3 години преку финансиска и стратешка поддршка на граѓанските здруженија, овозможи воспоставување на уште 4 нови лиценцирани социјални услуги. Помош и нега во домот, услуга која обезбедува поддршка на старите лица во домашна средина од страна на Општинската организација на Црвен крст Куманово, советувалиште за жртви на родово базирано и семејно насилство, како професионална и доверлива поддршка за лицата кои се соочуваат со насилство од страна на хуманитарната организација Мајка, Центар за рехабилитација и реинтеграција на лица со интелектуална попреченост, услуга насочена кон зајакнување, оспособување и поголема вклученост во заедницата од страна на Порака Наша и Центар за индивидуални третмани на лица со попреченост, специјализирана поддршка за навремена интервенција и развој на лицата со попреченост од страна на Сдруженијето за развој и промоција на инклузивно општество Инклузива. Во наредниот период ќе бидеме насочени кон воспоставување на услугата организирано живење со поддршка, која ќе им овозможи на лицата со попреченост да живеат достоинствено, посамостојно и со вистинска поддршка. Паралелно работиме и на тоа нашата општина да стане уште попристапна и инклузивна, обезбедувајќи квалитетен пристап до услуги и институции за сите ранливи категории на граѓани, истакна Стефановска. Започна асфалтирањето на улици во индустриската зона Новини и Речица. Проектот го спроведува општина Куманово со финансиски средства обезбедени од подпрограмата АА на владата.
Продолжуваме со реализација и на претходно започнатите активности во новата развојна зона, односно изградба на атмосферска и фекална канализација и водоводна мрежа, како и осветлување на внатрешните сообраќајници. Предходно е завршена изградбата на секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа на делот улицата Видое Смилевски Бато до село Доброшане, а во завршна фаза е изградбата на атмосферска канализација на улицата Бајрам Шабани, финансирани од подпрограмата на владата. Реализацијата на овој проект представува значајна можност и голем потенцијал кој ќе создаде услови за напредок и просперитет на нашите граѓани, објави градоначалникот Максим Димитриевски. Министерството за образование и наука ги објави резултатите од двата конкурса за стипендирање средношколци за учебната 2025-26 година. 900 стипендии за социјална поддршка на ученици од јавните средни училишта и 1570 стипендии за ученици запишани во дуалните паралелки. Министерството за образование и наука нагласува дека сите апликанти ќе добијат решение преку електронскиот портал euslugimon.gov.mk. Незадоволните апликанти не треба да поднесуваат приговори ниту да доставуваат жалби пред да добијат решенија. По добивањето на решението жалбите се поднесуваат до Државната комисија за одлучување во управна постапка, постапка одработен однос и инспекциски надзор во втор степен во рок од 15 дена од приемот на решението, информира Министерството за образование и наука. Во рамките на проектот за занаетите со младите, етнологот Мартин Наковски организираше едукативна посета на традиционалниот коларски занает, реализирана заедно со последниот коларски мајстор занаетчи Александар Крстевски. Учениците од основното училиште 11 октомври имаа можност одблиску да се запознаат со техниките, алатите и процесите на изработка на дрвени делови за возила, кои представуваат важен дел од нашето културно наследство. Преку непосредна демонстрација и разговор со мајсторот, младите дознаа повеќе за значењето на занаетот во минатото, неговата улога во секојдневниот живот и предизвиците со кои се соочуваат ретките занаетчи што го практикуваат денес. Активноста имаше за цел да го поттикне интересот кај учениците кон традиционалните занаети и да придонесе кон нивното зачувување за идните генерации. Во рамките на проектот Наковски организираше едукативна посета и на традиционалниот сарачки занает во село Опаје. Учениците имаа можност одблиску да се запознаат со процесот на изработка на кожни предмети, алатите што ги користеле мајсторите, како и со значењето на овој речиси исчезнат занает во нашето културно наследство.